Кога Марио неодамна се преселил во Балтимор, преку пријателите добил бесплатна претплата на интернет страница за наоѓање партнерка. Мислел дека знае точно што бара. Предложив да се сретнеме за пијалок на FaceTime. Таа прифати. Неколку пати разговаравме. Ме праша дали имам нешто против ако е облечена покомотно. Обајцата со недели не сме облекле формална облека. Се договоривме да бидеме како што сме дома. Беше пријатно. Компаниите што нудат услуги за запознавање велат дека и покрај старата изрека спротивностите се привлекуваат, важи обратното. Што послични се партнерите, толку е поголема веројатноста да изградат трајна врска. На една од најголемите интернет страници за запознавање iHarmony треба најпрвин да одговорите на преку 400 прашања пред таен математички алгоритам да ви го препорача совршениот партнер. Джиан Гонзага е директор за истражување и развој во iHarmony. Сакав да направам нешто поинако, затоа што е виртуелен состанок. И на првиот и на вториот состанок етиката е иста. Сакате да изгледате добро. Важно ви е да оставите добар впечаток. На првиот состанок многу е важно да не бидете напорни. Психологот Макон Фардис има малку верба во математичките алгоритми и дава статистика дека само 7% од луѓето ја кажуваат вистината кога се опишуваат. Сакав да направам нешто поинако, затоа што е виртуелен состанок. И на првиот и на вториот состанок етиката е иста. Сакате да изгледате добро. Важно ви е да оставите добар впечаток. На првиот состанок многу е важно да не бидете напорни. Марио преку интернет ја запознал Тамара. На почетокот бил загрижен дека е многу слична со него, но сепак ја поканил на кафе. Тамара се сеќава на првата средба. Ова е вистинска шанса за продлабочување на односот, побавно влегување во врска. Тоа било пред една година. Минатиот месец се венчаа. Обајцата би ја препорачале на пријателите интернет страницата преку која се запознале. И додека научните студии не полагаат голема верба во алгоритмите за запознавање преку интернет, други истражувања покажуваат дека 20% од брачните парови во последно време се запознале токму така.